Пред да се случи грозоморното убиство на 67-годишниот доктор Ацо Трпковски на паркингот пред железарската амбуланта, седел во својата кија, откако претходно колешката е однел дома и повторно се вратил на паркингот. Неофицијални извори од истрагата, потпирајќи се на доказниот материјал што деновиве интензивно се прибавува, за Алфа откриваат дека докторот најверојатно имал договорена средба со некого, но ниту потврдуваат, ниту демантираат дали го чекал убиецот, колку време чекал, со кого бил договорен и дали од видеонадзорот се гледа дали станува збор за убиец или група од луѓе. Допрва истрагата треба да го расветли случајот. Од МВР не откриваат нови моменти, само повторуваат дека истрагата е во тек. Извршени се службени разговори со повеќе од 15 лица, прегледани се 40 видеоснимки од околните места, а во тек е на тамошна форензичка анализа на возилото. Исто така детално се анализираат телефонските евиденции. Нашата истрага се одвива брзо, а единицата за насилен криминал при СВР Скопје во соработка со ПСУ неуморно работи на разјаснување на овој случај. Додека МВР и обвинителство интензивно работи, во градот веќе се шират повеќе верзии за убиството. Според едната верзија е дека станува збор за лични причини, а според другата, зад убиството стојат зависници од дрога, кои што од докторот барале поголема количина метадон од препишаната терапија. Од обвинителство велат дека засега не откриваат повеќе детали, ниту информираат дали е завршен обдукцијскиот наод кој што треба да покаже со што е убиен и која е причината за смртта на матичниот лекар. Убиството на железарскиот матичен лекар предизвика силна вознемиреност и паника кај белите мантили. Лекарската комора и матичните доктори побараа итна разрешница на случајот, но и измени во кривичниот законник за поголема заштита на медицинскиот персонал.